Почитувани го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа, гостува председателот на Демократскиот сојуз и пратеник во собранието Павле Трајанов. Господине Трајанов, го напуштате ли бродот што тоне, како што го коментираат вашето излегување од владината коалиција, бидејќи претходно нели ја напуштивте и владата на Никола Груевски? Мислам дека владата има уште година и 6 месеци или малку помалку и натаму да продолжи да работи. Според минулите проценки дека следните избори ќе бидат редовни парламентарни избори во 2024 година. Така да од тој аспект можеше да продолжи ова парламентарно мнозинство, вклучително и Демократскиот сојуз, да ја подржуваме владата, но проценивме дека Македонија во целина, или владата во целина, државата движи во погрешен правец. За овие 2 години, некаде 7-8 месеци, колку што сум јас дел од парламентарното мнозинство, немаме ниту една реформа, суштинска реформа која е во функција на имплементација на европските вредности или доближување до стандардите на Европската унија. Значи, ниту една. Вие, медиумите, аналитичарите, нека кажат која е таа реформа суштинска што е направена. Но, ако додадеме дека ние имавме договор со СДСМ, кои се нашите приоритети, не од целокупната програма што подготви Демократскиот сојуз, само дел од нив. Сметаме дека неколку прашања се клучни, врзани за евроинтеграцијските процеси, и дека тие треба да бидат предмет на разговор помеѓу Демократскиот сојуз и СДСМ. Тој разговор го направивме, ги прифатија нашите приоритети и од тогаш наваму нема реализација. Можно ли е да влезете на евентуални избори во предизборна коалиција со ВМРО ДПМН, Демократскиот сојуз да влезе во предизборна коалиција со ДПМН? Ние сега нашите овие проекти што се дефинирани и прифатени од СДСМ, вградени во програмата на владата, ние ќе инсистираме да се имплементираат тие наши врвни приоритети. Ќе бараме поддршка од сите пратеници. Значи, главната цел е да се движи Македонија напред во овој период, апсолутно да нема никаков застој. Ако успееме да ги придвижиме овие процеси, тоа би било врвен приоритет на Демократскиот сојуз и да се подготвуваме, како и сите други политички партии, за самостоен настап на изборите. Тоа зависи пред се дали Македонија ќе биде една изборна единица. Има огромен интерес. После оваа наша одлука, еве оваа прилика исто така да и се заблагодарам на голем број на граѓани, експерти, стопанственици кои дадоа силна поддршка на одлуката. Тоа зборува дека ние со нашето публикување направиме добар стратешки потек. Не е врзано со ниту една друга политичка партија. Нити разговаравме, нити мотивиравме било која друга политичка партија или пак некоја друга да влие на нашата одлука. Таа е наша автентична самостојна одлука. Пред да ја напуштите владината коалиција, побаравте премиерот Ковачевски да ја информира јавноста за програмските определби на Алијанса за албанците. Што е спорно во програмата на Алијанса за албанците? Тие немат програма, прво, апсолутно, таа покасно нешто од неколку точки, него главната нивна определба беше да направат добар договор, да земат 3 министерски места, не знам, заменици министри, 2, натаму директорски места, вработувања. Тоа не е платформа за поддршка. Затоа што во тие разговори јас сосема јасно го соопштив на господина Ковачевски дека да не влегува во оваква авантура, бидејќи дополнително ќе се искомплицираат состојбите во државата, затоа што има парламентарно мнозинство, 64 пратеници, кои ја гарантира стабилноста на владата. Меѓутоа повеќе од јасно е дека се работеше за криза во рамките на ДУИ и по барање на Ахмети, Ковачевски прифати да го зголеми парламентарното мнозинство за да маргинализира така наречената огнена група. Така, се согласувате со тие мислења дека оваа реконструкција за спас на ДУИ, односно да се неутрализира влијанието на огнената група во... Апсолутно. Тоа е целата идеја и затоа јас инсистирав дека во сите тие разговори, ако има проблеми ДУИ, треба да си ги разреши проблемите.
А ако сака да се рекомпонира владата, тогаш Дуј од 6 министерски места, од не знам колку заменички, од бројните директорски места, агенции, не знам, регулаторни тела, треба да отстапи места. А не Ковачевски влезе во аранжман, во договор, се да задржи Дуј, да отстапува место СДСМ и така натаму. Мислам дека таквата композиција на влада не беше врз основа на програмски цели. Бидејќи бевте внатре во владата, како однатре изгледа поделбата на власта? Дали е онака како што вели опозицијата дека Дуј е газда? Па, мислам дека пред година дена, после формираната нова влада, јас во неколку јавни настапи посочив дека не треба да биде председателот на влада сервилен спрема Дуј. Значи, треба да се однесува како председател на влада, да води сметка за нашите стратешки, национални, државни интереси, така да се однесува. И треба сите министри да си го знаат каде е местото. Тие треба пред председателот на владата, условно кажано, да реферират, да се договарат како ќе ги имплементираат програмските определби, а не ние да имаме во суштина две влади. Една со која што раководи Али Ахмети, друг дел од владата која што раководи Ковачевски. Значи тоа е многу битно да има единство, сплотеност во владата за да се движи државата напред. Ако има разединување, ако секој си ги гледа партиските интереси, бизнис интересите, тогаш нема резултат. Како резултат на вака раштиман оркестар како влада, ние имаме огромно незадоволство од граѓаните. Тие се незадоволни како и на кој начин функционира или не функционира владата, посебно одделни министерства. Значи, главната забелешка на граѓаните е дека во државата нема ред. Како гледате на тоа? Не функционираат институциите. Како гледате на тоа што досега ниту еден функционер на Дуј не одговарал? Па тоа значи, тоа е врзано за борбата против неселективната борба против корупцијата, против криминалот. Сите институции, како што нагласи, се партизирани. Таму, во тие 7 институции, одговори за борба против корупцијата, против тешките облици на криминал, раководат партиски луѓе. Тие не можат да започнат оперативна истрага против носител на јавна функција, ако се работи за кадар на Дуј, бидејќи таа има силен механизам да влијае на тоа дали владата ќе обстои понатом или не. И тука е целата работа, тука е браната, тука е влијанието на министрите, на председател на владата, врз овие институции, да не отварат случај и таму каде што е очигледно дека има криминал, да не отварат, да не го проверат, да не го документират и се разбира да не се поднесе кривична пријава против некој од носителите на високи позиции, ако е кадар на Дуј. Тука е, затоа ние зборуваме, ни треба борба против корупцијата неселективна и ни треба систем, заокружен систем кој што ќе гарантира ефикасна борба против корупцијата и затоа проект Декри го имплементираме, дел од него, подготвивме закон со кој што бараме се формира независна агенција за борба против корупцијата и после реконструкцијата на владата ќе го доставиме тој законски проект за него да расправа парламентот, наместо владата тоа да го направи, Министерството за правда, тоа ние мораме да го правиме како политичка партија, да почне имплементација на тој проект Декри или војна против корупцијата. Сметате ли дека и вие имате одговорност во однос на ова што го зборевте за Дуј, бидејќи вие бевте претходно дел од коалицијата на ВМРО ДПМН и Дуј и сега дел од коалицијата на СДСМ и Дуј? Апсолутно. Влијанието е, кажав во почетокот на овој разговор, дека партиите, помалите партии се тотално маргинализирани. Прво, ние не сме застапени во владата, немаме министер, имаме заменик и тоа замислите заменик за локална самоуправа. Кажете го механизмот како може да влијаме во владата за да се отвори сериозна борба против корупцијата, освен да подготвиме проекти, да ги понудиме и да ги прифати парламентот, односно владата. Тоа досега не се случило. И како можеме да зборуваме за, да речеме, да зборуваме со исти аршин за одговорност на некоја помала политичка партија,
Клучно е тоа што ние сме самостојна автентична политичка партија. Нашите ставови секојдневно ги презентираме. Еве само да ви посочам, прв пат кога излезе господин Заев, кога даде интервју за БГНЕС, ние сме прва политичка партија што реагираме од власта дека апсолутно не се служуваме со тие ставови околу прашањето врзано за односите со Бугарија. Значи, имаме проект за борба против корупцијата, не го имплементират и како можеме да зборуваме за одговорност на Демократски сојуз? Тоа е проблем. Проблемот е што изборниот систем создава еднопартиско или заедно со ДУИ двопартиски систем на владење. Другите партии апсолутно немаат никакво влијание во сите процеси, вклучително немаат влијание во носенето на било која круцијална одлука битна за државата. Велите дека владата на СДСМ не ги реализира тие ветувања во борба против криминал, за борбата против криминалот и корупцијата, за реформите во судството, за изборниот законник. Меѓутоа, зошто токму сега реагирате на ова? Не е точно. Вие сте новинари, мислам дека ако ги следите нашите активности, ние секојдневно имаме изјава за медиуми, имаме настап, имаме интервју, секојдневно. И овие работи не се сега посочени, актуализирани. Од денот на влегување во владата на Заев, постојано за тоа разговараме, постојано го инициираме. Видите, 2 години, еве, да ви направам, закон за една изборна единица, 2 години за расправа. Имаме закон за разгледување на монтираните судски процеси. Ништо не е направено. Имаме информација за да се согледат резултатите од пописот, бидејќи имаше огромен број недоследности. Имаме бројни иницијативи кои ниту една не може да помине никаде. И значи тоа е секојдневно, ние тоа го кажуваме, не е денеска или не вчера кога ние напуштаме. Тоа е проблемот, бидејќи да почнеше процес на имплементација, сосема други ќе беа и резултатите, и поинакви ќе беа согледување на граѓаните. Граѓаните точно знаат што се случи во владата. Парализа на целиот систем, со измислени топ теми во јавноста преку владата тоа што го прави, или насочување на одговорност за било што во парламентот, дека тоа е одговорен за се. Во суштина, процесите во државата треба да ги движи владата. И таа треба да носи одговорност за вкупните состојби. Дали државата се движи напред или пак е блокирана по сите параметри. На скала од 1 до 10, колку е корумпирана Македонија? 10. Значи 10, чиста 10 има. Значи имаме силен процес кој продолжува на криминализација. Криминалот стана во оваа држава вредностна категорија, а не зло со кое што треба да се справиме. Тука е државата полека криминалот ја гризе, ја јаде криминалот. Затоа не функционира. Сега зборуваат, не знам, немало средства за тоа, во фондовите били испразнети, тешко се затварат потребните, да речеме, буџетски ставки. Не треба ништо друго. Да имаме систем да престане да се краде од оваа држава, тогаш ќе има пари за се. Овој народ не може да создаде толку колку што власта може да растури, да расипе или па да украде. Тоа е суштински проблем околу корупцијата, околу криминалот. Господине Трајанов, ви благодарам. Благодарам вас. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.